По премиерното издание на представата Народниот мудрец од бајките која се одржа во вторникот во Центарот за култура Бели Мугри, истата имаа можност да ја проследат и учениците од основните училишта од општината. Представата е во драматизација и адаптација на неколку народни приказни од страна на Силвана Јаневска, која всушност беше и режисер, а учествуваа членовите на драмското студио при Центарот за култура Бели Мугри. Јас сум задоволна од целиот склоп и секако од целата оваа реализација што се случи, бидејќи навистина работеше една голема екипа на представата, режисери, односно и адаптација и драматизација на текстот, избор од повеќе автори од басни е Силвана Јаневска, потоа сценографија и костими е Венцо Димитров, додека тој имаше и асистенција од училиштето за сликање и цртање под менторство на Александра Димитрова, која што всушност се наоѓа во Центарот за култура. Музичкиот соработник Дарко Стојчев, тоа е екипата која што работеше макотрпно на оваа представа, секако децата од драмското студио Годој и некои нови членови и вредните раце на нашите вработени во Центарот за култура кои што ги изработија, ги сошија и ги изреализираа сите овие костими кои што ќе може нашата публика уште утре да ги види на сцената на Центарот за култура. Представата имаше своја премиера, секако сега е организирано по училиштата во нашата општина и наидува на восхит кај гледачите, кај најмладата публика, а секако и кај нивните наставници, бидејќи навистина е едно прекрасно театарско доживување, имаме изработено костими, маски на животните кои што се наоѓаат во животинскиот свет, во басните, како што и всушност води насловот Народниот мудрец меѓу басните. Действието се случува во една шума, каде што овде животните меѓусебно си ставаат замки, меѓусебно всушност се поучуваат како понатаму да продолжат во нивното действување. Инаку ова е трета премиерна представа на Центарот за култура за оваа календарска година, а и сега финансиски е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија.